Конфекцијата Иднина од Битола е една од првите работни организации во оваа комуна, каде така наречените работнички амандмани најдоа своја примена. Соберите на работните луѓе уште во март месец оваа година се изјаснија за создавање 4 основни организации на здружен труд, а веќе во април се избраја и првите членови за работничките совети, како на заедничкиот работнички совет, така и на погонските работнички совети. Пред да почнеме со искажувањата на вработените за тоа какви се очекувањата од новата организациона поставеност, да ви дадеме краток историски приказ за овој колектив. Конфекцијата Иднина од Битола формирана е во 1955 година. Започна како мала фабрика за текстилна конфекција, за подоцна да ја прошири својата дејност, усвојувајќи го производството за кожна конфекција. Моментно во Иднина работаат околу 1000 лица, претежно женска работна сила. Во текот на минатата година, вкупната реализација изнесуваше 70 милиони динари. За оваа година предвидено е зголемување на реализацијата за околу 20%. Иднина е најголем извозник од подрачјето на Битолска комуна. 4/5 од погоните работаат исклучиво за пазарот во Западна Европа, Америка и Советскиот сојуз. Извозот има 10-годишна традиција. Меѓутоа, секако дека потпишувањето на договорот за кооперација со фирмата Вал Мелер од Фулда, Западна Германија, пред нешто повеќе од 3 години представуваше пресуден момент во усвојувањето на надворешниот пазар. Кооперацијата овозможи отварање на потполно нов и модерен заеднички капацитет за текстилна конфекција. Во Заводот за вработување моментно на обука се наоѓаат уште 300 работници кои наскоро треба да застанат покрај машините. Веќе во септември се очекува да биде готова новата хала за проширување на дејноста. А сега да се вратиме на темата. Да видиме што е направено во Иднина на планот на спроведувањето на уставните амандмани. Најнапред да започнеме со искажувањето на референтот за самоуправување Богослав Тодоровиќ. Во индустријата Иднина со примената на уставните амандмани се започна пред крајот на минатата година со тоа што беа организирани дискусии и предавања, било тоа преку собери на работните луѓе и преку самоуправните органи и други организации на индустријата. Приликон разгледувањето на условите за спроведување на уставните амандмани, констатирано беше од страна на сите општествено-политички организации и работните луѓе дека во нашата индустрија постојат идеални услови за спроведување на уставните амандмани, а тоа од разлог што поедини делови во индустријата кои требаше да се организират како ОЗТ ги исполнуваат амандманските услови. Така ние основавме 4 основни организации на здружен труд, и тоа: Основна организација на здружен труд кожно-конфекцијска фабрика, Основна организација на здружен труд текстилна фабрика, Основна организација на здружен труд трговска мрежа и Основна организација на здружен труд заеднички стручни служби. Сите овие ОЗТ изабраа своји работнички совети и други самоуправни органи и за прв пат, што е ново, во Централниот работнички совет и делегираа по своји 5 члена по паритетен систем, што не беше порано таков случај, бидејќи со ова е подемократски и не може да дојде до евентуално нагласување во самиот орган. Во овие самоуправните органи застапени се претежно непосредни производители и во работничките совети по ОЗТ се вкупно 68 члена, не рачунајќи тука и другите органи, као што се управни одбори, колегијално извршни органи и комисии. Бидејќи сме ние претежно работна организација со женска работна рака, во овие самоуправни органи се застапени 80% жени. И за прв пат, откако постои Иднина, председател на работнички совет на Иднина е жена. Маркова Катина, председател на работнички совет Центаре. Ве молам, кои се основните проблеми врз кои ќе расправа Централниот работнички совет во вашиот колектив? Најпаќе проблеми имаме околу квалитетот, мислам, после околу личните доходи и општо како нашиот погон што работаме во увоз за странство, треба на време да се сошие производството и да се на време да се испрати. Вие сте прва жена од постоењето на Иднина да сте председател на работнички совет. Што треба тоа да значи?
долго време дискусии за управните амандмани и така како работна женска текстилен смер многу работници женска работна рака и така рече дека одлука взета дека треба да биде жена председател на работнички совет. На бројните дискусии на работните собери посебно место му беше посветено на прашањето за обезбедување побрз развој на работниот колектив. Какви се очекувањата? На ова прашање го замоливме да зборува генералниот директор Драги Кочински. Приминувајќи ги уставните амандмани во работната организација еднина, вработените се определија за јакнењето на самоуправувањето. Со потпишувањето на самоуправната спогодба во која се зборува и за развој на целата организација, сметам дека сите основни организации на Сдружен труд добија подобри можности за забрзан развој. Развојот паѓа на основните организации на Сдружен труд, слушно сите средства, активни и пасивни, се пренесува долу на оние кои ги создават. Спрема тоа произлегува дека со примена на уставните амандмани е новина за тоа што свеста на работните луѓе во иднина предува во доходност. Деловните фондови се на ниво на основните организации на Сдружен труд, а поедини средства се здружени кои се од заеднички интерес на вработените во индустријата. Во склоп на организационата шема на работната организација иднина, работничките совети на фабриките донесоа одлуки за забрзан развој на својата дејност и на иднина као целина. Имено таа забрзан развој се састои во проширувањето на фабриките. Така, например, фабрика за галантериски производи кои се гради од вработените од кожната фабрика, фабрика за изградба на женски облеки и машки облеки кои ќе изградува текстилната фабрика. Овака организираните фабрики ќе се одвојат во посебни организации на Сдружен труд кои ќе вработува околу 1000 работници. А инвестиционите вложувања ќе изнесуваат 30 милиони динари. Оваква примена активни и пасивни средства на новите создадени фабрики се должни во договорен срок да ги врата на организаторите. Подготовките за изградба на нови погони веќе се во тек. Работничките совети на основните организации на Сдружен труд има донесено своји одлуки и со истите се отпочна кон работа. Имено донесени се одлуки со кои се инсистира натомошно проширување на интеграционите движења во градот на текстилната и кожарската индустрија, кои се спојува индустриите кон една целина. Кратко речено, иднина е првиот колектив во Битола кој формира заеднички работнички совет на делегатски принцип. Тоа е прво настојување самоуправувањето да слези долу, да биде непосредно. Како се оценуваат овие настојувања од непосредните производители? Кошова велика работничка при конфекцијата иднина Битола. Ве молам, што ново внесува сегашнава поставеност во вашата работна организација меѓу погониве? Па во нашата работна организација со примената на уставните амандмани веќе се деливме на основни организации на Сдружен труд и до 4 во текстилна фабрика, кожно-крзнарска фабрика, трговија и службите. Во нашата фабрика, текстилна, имаме свој самоуправни органи, тој работнички совет и КИО, кој повеќето од членовите се директно земени од производството, директно од се производители. Исто така и доходноста во нашиот погон, во текстилниот погон, веќе решаваме и самите работници во самоуправните органи. Со тоа ми се чини дека се наголемува продуктивноста, со што можеме да работиме повеќе, поголемо штедење и друго. Се викам Ристевски Веле, работам на Бонсек. Видите, сега овие нови амандмани кои конкретно мене многу ме интересираат и сум задоволен од нив, сепак тоа се зборува за работникот. Бидејќи сега се гледа, ние сега знаеме секој средства кај се доделуваат, односно што ги остваруваме, кај се распоредуваат и додека порано така не беше. Петровска Мирјана.
Сум член на извршен совет во синдикатот. За какви односи синдикатот се залагаше меѓу основните организации на Сдружен труд, односно какви односи се веќе поставени во вашиот колектив? Односите помеѓу основни организации за Сдружен труд се заснива на заеднички задачи утврдени во општи акти, планови за работење со цел на раководење на овие обавези се потпишуваат договори. Стојчевски Стребре високо квалификован работник при индустријата Иднина во Битола. Ве молам, во вашиот погон постоеше во почетокот страхување за применување на уставните амандмани. Зошто? Во нашиот погон во Иднина од Битола, тоа е точно дека постоеше едно страхување, бидејќи ние како работници, можам да кажам, некои високо, некои квалификовани, некои беа неквалификовани, али нашата индустрија им овозможи на нашите работници да се оквалификуваат и мислевме да оти ова се плашевме самите, мислевме оти да не излезе нешто полошо од досега. Се викам Кочевски Менде, работник сум во индустријата Иднина од Битола. Со овие уставни амандмани работникот е нешто повеќе запознат околу својата работа. Мислам вака да е само учествува во распределбата на личните доходи. Видете, јас сум повеќе заинтересиран сега за работното место, повеќе сум платен, еве со првото тромесечие на нашиот план од индустријата, покрената личниот доход е покренат за 20%. И јас сум повеќе заинтересиран овде да работам, затоа што знам зошто прво работам, а не како досега, мислам, што беше. Тоа не беше работникот конкретно поврзан со своето работно место. Немавме намера да направиме целосна анализа за тоа како се спроведени уставните амандмани во Иднина, зашто времето на новата организациона поставеност е прилично кратко. Меѓутоа, ова беше еден осврт, еден пресек врз напорите на вработените во оживотворувањето на работничките амандмани. Тоа беа всушност желбите, надежите и очекувањата на еден колектив, на луѓето во него.